Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во уште едно издание на Спорт 1 на 1 ТВ. Ракометот е главната тема, а настанот кој што го одбележа овој ден и секако деновите кои што престојат е почетокот на светското ракометно првенство во Германија и во Данска и првиот настап на нашата машка ракометна репрезентација. Македонија славеше против селекцијата на Јапонија со 38-29 и со ова одлично го започна ова светско првенство. Овој мундијал доаѓа во вистинско време за нашата ракометна селекција, за тоа што се може да очекуваме и за тоа како мина првиот натпревар, кој што можевме да го проследиме во попладневниот термин. Разговарам со моите гости кои што се веќе присутни во студиото. А тоа се Стефче Лушевски, поранешен ракометар. Добре дојде. Добре најдов, добро вечер. И Александар Јовиќ, исто така добро познат на македонската спортска ракометна јавност. Добро вечер, добро најдов. Како го гледате денешниот натпревар? Колку сте задоволни од тоа како Македонија одигра против Јапонија во оваа почетна победа? Па добро, фактот дека е прв натпревар на светското првенство и фактот дека еден од носителите на играта Миркуловски не беше дел од ова светско првенство. Ова резултат од 38-29 е сосема доволен да га име или да се надеваме дека Македонија може да направи еден добар резултат. Тоа би значило за нас пласман во вториот круг и таму е се можно. Александар? Па добро, мислам дека имаме одлично отварање на ова светско првенство. Како што и посакувавме, значи со победа со Јапонија. Убедлива победа, што би се рекло, стравува сите и играчите со своите изјави, најавува и самиот селектор дека надпреварот со Јапонија е прв и најтежок во нашата група. Мислам дека тоа скалило го поминавме и треба да се одморат добро играчите и да го дочекаат следниот надпревар во недела со Бахрейн, кој што исто многу ни значи за... Го продолживме оној пат против азијските селекции, пета победа во петиот надпревар. Кирил Лазаров, капитенот, наефикасен, Борко на голот со 20 интервенции, двете имиња од петте кои најчесто ги споменуваме, а и се дел од почетниот тим на Македонија, денеска беа на ниво на задачата. Колку останатите задоволија во вашите очи? А добро, сите наши носители на играта, пред се тука се знае кои се најискусните, Борко и Кирен, или го дадоа она што се очекува од нив. Јас сум радосен и македонската јавност треба да биде радосна затоа што сите други репрезентативци кои што се дел од првата постава или ја носат играта на Македонија, тргнувајќи од Дејан Манаско, Стојанче Стоилов, Пешевски, Кузмановски, Талевски, како двајца не најнеискусни, но најмлади во овој состав, па и Поповски тука дадоа една своја забележителна улога во победата од 38-29, една сигурна игра од сите ракометари. Мислам дека има простор за голем напредок во играта во одбрана. Тука може да бидеме малку незадоволни, меѓутоа игравме против азијска репрезентација. Јапонија е една репрезентација која што игра исклучително брз ракомет. По карактеристика нивните играчи јапонците нели се далеку побрзи од сите други. Може би не се толку физички снажни, но се брзи, се справивме со нивната брзина. Го имавме расположениот Борко Ристевски на голот, кој што не дозволи да се разиграат јапонските играчи. Мислам дека за прво коло и она што нели сите стравувања кои што беа од најповеќе од нивниот селектор Сигурдсон, кој што знаеме што значи во светскиот ракомет, денес беа апсолвирани, да речеме, Македонија сигурно го доби овој надпревар. Со оглед на тоа дека Јапонија не беше фаворит на средбата со Македонија, туку аутсайдер, успеа да постигне доволен број на голови, барем според квотите кои што се во спортските вложувалници. Тешко ли беше да се претпостави дека јапонците ќе го играат овој ракомет кој денеска го видовме? Па искрено јас очекував уште подинамична игра на репрезентација на Јапонија. Очигледно дека нивниот селектор Сигурдсон има долгорочен план, а тоа се Олимписки игри во Токио, значи сака да наметни некој стил европски на тие играчи кои до сега играат темпераментно и доста агресивно и динамичен брз ракомет. И мислам дека сега го сменија стилот на игра, дека играат во напад дека играат подисциплинирано,
и тоа ме изненади. Мислам дека тука и беше нашата најголема шанса, што не го игра својот стил на игра, како што игра Јапонија, Јужна Кореја. Проблемот го споменавте во играта на дефанзивната линија или на дефанзивците, или кога се браниме. Јапонија постигна многу брзи голови, постигнавме и ние, но на позицијата лев бек како во првото полувреме да ни недостигаше малку поголема храброст или премногу брзи се со топката при себе ракометарите на Јапонија, па тешко се држат, не може ни фаул да се направи над нив за 9 метри и слично. Добро, кажавме дека се исклучително брзи играчи. Мислам дека Кузмановски има многу да кажам потенцијал да ја подобри својата игра во одбрана. Мислам дека на овај надпревар не го даде својот максимум. Тука заедно со Талевски мислам дека малку на почетокот на надпреварот десниот бек на Јапонија создаваше големи проблеми. За среќа ние го имавме расположениот Борко Ристовски, кој кога трчаа брз центар, нели, она што е модерно во европскиот ракомет, ги стопираше сите нивни удари и на крајот ние се радувавме. Пак ќе кажам дека ова е прв надпревар, тешко е да се игра на светско првенство и многу поискусни репрезентации од нашата отвораат лошо. Гледате дека во моментот Франција игра на еден егал надпревар со Бразил, Франција која што е европски, светски, олимписки првак. Така да можеби фаворит број 1 така да за треба да бидеме задоволни од она што Македонија го пружи на овај прв надпревар. Има простор за голем напредок и јас сум оптимист, пак ќе кажам, имаме добар распоред. Бахрейн е во недела, одморени, ќе влеземе на уште еден, да кажам, припремен надпревар пред она што предстои Шпанија, Хрватска и Исланд, нели? Пред да ги анализираме сите оние надпревари кои што очекуваат македонската репрезентација, ќе се навратам накратко на случувањата пред заминувањето за Германија. Една подготовка која е вообичаена. Раул Гонзалес знаеме како функционира заедно со Парондо, еден од најдобрите светски тренери, можеме сигурно да се согласиме, постигнува одлични резултати, се одлучи да направи мала промена во однос на тактиката. Го видовме тоа против селекцијата на Србија, не играше Македонија, онака како што претходно навикнати бевме да ја гледаме. Колку таа промена донесе немир или донесе сигурност во нашите редови и можеше да се види денеска против Јапонија? Па добро, денеска видовме што се однесе до напад. Јас видов една многу дисциплинирана игра во напад. Дали во фаза кога игравме 6 на 6 или кога игравме 7 на 6, мислам дека во игра 7 на 6 Филип Лазаров одлично се снајде на таа позиција среден бек. Видов една многу дисциплинирана игра. Имаме два одлични пивотмени во Стојанче Стоилов и Жарко Пешевски. Значи, се играше многу дисциплинирано и се играше до 100% шанса. Во игра 6 на 6 исто видов огромна дисциплина во игра, немаше избрзани шутеви како порано од страна на Талевски. Видовме импонираше со многу зрела игра од негова страна. Не се приметуваше на терен, а даваше свој придонес во игра. Киро као лидер на таа репрезентација се игра константно добро и по мене во игра 7 на 6 е најголемо и најпријатно изненадување Филип Лазаров. Мислам дека таа игра не му одговара, кај што беше во минатото потиснат од Филип Миркуловски и од Прибак. Мислам дека добро ја искористи денеска шансата и во следните надпревари ќе повтори денешната игра. Можеме да прокоментираме одлуката на селекторот Раул Гонзалес за тоа каков е списокот, кои играчи се најдоа на него, кои играчи не представуваат на ова светско првенство, а кои не се повеќе дел од оваа репрезентација. Тешко ли му беше да склопи состав? Па сигурно дека имаше можеби некои, сега ние ова хипотетички го зборуваме, верувам дека и убеден сум дека го одбрал најдоброто. Секој еден тренер, нели, сака да направи успех со екипата која што ја води. По мене можеби имаше место за еден-два дефанзивци, тука пред се мислам на Куковски, меѓутоа одлуката е на селекторот. Не би сакал многу да коментирам околу изборот на играчи. Мислам дека во моментот ова е најдоброто што Македонија го има. Ке кажам, одлуката е на селекторот и на стручниот штаб што е околу селекторот, така да тоа е еден нивни избор и како се вика, сите последици доколку не биде како што треба, нели, ке ги, или сите одлуки зошто е ова играч, а не онај, треба да ги побараме кај селекторот, а не ние да ги коментираме.
Македонија славеше против Јапонија 38-29 почитувани. Во продолжение ги слушаме и првите впечатоци на дел од ракометарите веднаш по првичната и воведна победа на овој мундијал. На крајот успеавме да се радуваме убедливо, среќни сме, задоволни сме секако. Добрите страни треба да ги задржиме, лошите да ги отфрлиме и да продолжиме понатаму. Треба да заборавиме ново и да идеме дале. Играме секако, зависи од противникот, ќе се спремаме од зависноста на противникот, така да за овој надправа се спремивме овака, за следниот ќе видиме како ќе не спреми тренерот, така да не можам ништо повеќе да кажам околу тоа. Наше е да испочитуваме тоа што ќе се договориме. Денеска тоа се исплатеше, беше све како што треба. Да, може резултатски лесен надпревар, но на терен беше тешко, доста имаше трчање, се изморивме многу. Мислам дека овој резултат за отварање на едно светско првенство е одличен за нас. Победивме со висока разлика, сега треба да размислуваме веќе за Бахрейн, ова треба да го заборавиме. Ова помина, наша цел знаеме што е следна фаза, да играме со Бахрейн, да победиме и потоа имаме 3 џокери, треба да искористиме. Второ полувреме ни помогна 7-6 во нападот, имавме проблеми кога отворивме. Ни треба исто и за враќање за одбрана, да постигнеме лесен гол, да имаме време и да се смениме. Мислам дека одигравме солидно и 7-6 и во прво полувреме 6-6 кога игравме. Сепак треба да чуваме некои адути за понатаму, така да ми чекор по чекор. Резултатот покажува дека е лесна победа, не беше воопшто лесно, бидејќи имавме денес за противник еден незгоден ривал, за кој што среќа што ни е прв надпревар, имавме многу време да го спремиме. Се спремавме исклучиво за нив и го спремивме добро тој надпревар и гледавме надпревари нивни пријателски кои што со европски селекции од типот на Полска, Португалија, Швајцарија играат егал надпревари, едноставно не се откажуваат до крај. Ние го сето тоа добро го снимивме и денес одигравме надпревар што добивме со 9 голови разлика. Мислам заслужено. Добар надпревар за нас за почеток и подиме понатака. Ги слушнавме мислењата на тројца наши репрезентативци, помалку би рекол воздржани и внимателни за тоа што ја очекува македонската ракометна репрезентација, надпревар против Бахрейн веќе внедела. Колку можеме уште сега да прогнозираме дека Македонија сигурно ќе го добие овој дуел? Па не треба ништо да се прогнозира однапред. Значи, како што кажа и самите играчи, и мислам дека е тоа добро, дека се предпазливи, имаат искуство од прошлото европско првенство, кај што имавме одлична прва групна фаза, па дава некои еуфорични изјави, па во втората фаза одигравме како што одигравме. Мислам дека сега со новиот и систем малце ќе биде потешко да се пласираме во вториот круг, со оглед дека и Хрватска, и Исланд, и Шпанија се одлични репрезентации. Мислам дека се цврстона земја, дека анализираат од надпревар и одат од надпревар во надпревар и мислам дека е тоа добро. Стефче, од надпревар во надпревар, ова многу често го слушаме, барем ние новинарите кога ги взимаме изјавите и ги снимаме дел од спортистите, многу често недостига, би рекол, малку храброст да се каже одиме сигурно на победа. Не е само ќе дадеме се од себе, ќе го оставиме срцето на терен, него фаворити сме, сакаме, мораме и ќе победиме. Тешко ли е да се каже ќе победиме? Веќе внедела, него мора да размислуваме. Добро, мислам дека кога очекувањата се големи, тогаш и разочарувањата се големи, нели? По мене е еден многу битен фактор кој што зошто се резервирани ракометарите над преварот со Грција, кој што мислам дека дојде во прав момент пред светското првенство, малку сите играчи да се отрезнат и да застанат цврсто на земја. Нели тој пораз против Грција кој никој не го очекуваше се деси, така да тоа е еден од факторите зошто никогаш во спортот не можете да кажете дека сте фаворити против некого. Јас ќе ве вратам малку поназад, 2009-та ние прв надпревар изгубивме против репрезентацијата на Тунис, па потоа ги добивме и Полска и Русија, така да кога сте на големо надпреварување немате време за многу анализа она што завршило, значи или она што ќе дојде. Мора да се спремате надпревар по надпревар. Значи утре мислам дека репрезентативците ќе го искористат денот за да анализираат репрезентацијата на Бахрейн, она што тие ќе го одиграат вечерва со Шпанија,
да видат кои се слабите, кои се добрите страни на Бахрейн, ќе пробаат да се рехабилитираат од денешниот надпревар и во недела играме надпревар кој што условно на хартија би требало лесно да го добиеме. Меѓутоа, на светско првенство нема лесни надпревари, бидете убедени во тоа дека сите вложуваат исто како и се спремале исто како македонската репрезентација, така да мислам дека е добро што еве ќе кажам дека една Шпанија не може да каже дека утре сигурно ќе добиеме против Македонија. Така да тоа е едно спортско размислување кое што кога сте цврсто на земја и знаете колку вредите, безпредметно е да изјавувате пред надпревар што ќе биде. Мислам дека сме доволно искусни, дека многу големи надпреварувања се за сите овие ракометари и за Талевски, Кузмановски, за помладите, така да добра е оваа атмосфера, имаме добра игра по она што го видов на првиот надпревар, има простор, па ќе кажам за напредок и во одбрана и во напад, така да ќе биде добро. За момент ќе ги погледнеме резултатите кои што се постигнати во групата Б, во нашата надпреварувачка група и секако онаа победа на Македонија против Јапонија од 38-29. На вториот надпревар Хрватска славеше против Исланд со 31-27, а на полувремето Шпанија води против Бахрейн со 16-11. Исланд-Хрватска 4 разлика, ова беше своевидно дерби во ова воведно прво коло. Колку можеме од овие две репрезентации да издвоиме посилен противник за Македонија? Добро, Хрватска мислам дека е тука со Шпанија главни фаворити за освајање на прва и втора позиција во нашата група. Значи, бидовме еден одличен надпревар, кај што Исланд имаше своји моменти, така да нема да ни би уопште лесно ниту со Хрватска, ниту со Исланд. Само со многу дисциплинирана игра и да ја подобриме таа транзиција од напад во одбрана и со цврста одбрана и со добри голмани, мислам дека може да се надеваме до добар резултат и со Хрватска и со Исланд, кои ќе бидат по мене две одлучувачки утакмици за пласма во втора групна фаза. Долго време сте во ракометот, ги познавате и реакциите на јавноста, веќе со социјалните медиуми многу полесно се стига до простор за изразување мислење, за коментар, за критика и за пофалба. Ракометарите ќе бидат на удар до крајот на ова светско првенство, на позитивни и на негативни. Секако реакции од публиката која што секогаш сака да си го наметне своето мислење на социјалните медиуми, но тезата е дека што и да направи Македонија понекогаш не е доволно. Како што и примерот со денешната победа против Јапонија се бараше во последните 15 на минути, барем од оние кои што пишуваат на социјалните медиуми, Раул Гонзалес да ротира, повеќе да одмара, да ги седне на клупа оние кои што играат 40 на минути во континуитет без малку. А сега веќе се очекува против Бахрейн да истрчаме со втора постава. Дали е тоа воопшто и возможно? Видете, ние најпрво треба да сватиме дека нема прва и втора постава, дека секој еден кој што е во репрезентација е најдоброто од Македонија во овој момент и дека таму сите се прва постава. Нормално е дека најмногу повеќе ќе се очекува од најискусните, од и најголема минутажа ќе имаат. И нормално е дека и ако се оптеретуваат тие најискусните со Facebook и со Twitter и не знам што, дека лошо ќе биде. Без разлика како ќе одиграте, мислам дека јас сум бил дел од таа репрезентација и Ацо, никогаш, бар ги познавам репрезентативците, не се оптеретувале кој што како, мислам дека и премалку сцена имаат време за Facebook и за социјални мрежи, така да без разлика што и да се деси на ова светско првенство, мислам дека успех е самото учество на светското првенство. Ние сме мала земја со премал број на регистрирани ракометари, не жители, значи премал број на регистрирани ракометари, веќе 10 и повеќе години имаме континуитет на големи првенства. Јас не знам во ниедна друга област во Македонија, во нашето битисување, да една репрезентација или една организација е меѓу најдобрите секогаш во Европа и во светот, така да тие за нас, за мене барем, и да се надевам и за Ацо, и знам, убеден сум дека е така, секогаш ќе бидат победници без разлика што ќе се деси, и мислам дека македонската јавност треба малку да биде по реална во своите очекувања и да се радува на секоја победа против секоја репрезентација.
се случи оној неверојатен успех во Србија на македонската ракометна репрезентација. Ги имавме и кошаркарите со 4-то место, ракометарите со 5-то место. Фудбалот е далеку од овие резултати и останатите спортови. Македонија неодамна избори за прв пат во историјата учество на Европско првенство во одбојка, а ракометарите во млашка, ракометарите секогаш се дел од големите надпреварувања. Го држат тој континуитет и секогаш велат важно е да бидеме таму. Важно е да се слушне македонската химна. Важно е да одиграме максимално што можеме без разлика на резултатот, а веќе еднаш покажаа дека можат многу во дадени наврати и него исполнија очекувањето пред се на стручниот штаб, но таков е спортот. Сега следуваат Бахрин в недела, па Хрватска понеделник, па веќе в среда со Шпанија, па во четврток против Исланд. Згустен распоред, а само 3 репрезентации одат во следната фаза. Аналитичарите велат Македонија и Исланд одлучувачки надпревар. Може Македонија и претходно нешто да направи по однос на тоа прашање? Јас мислам дека би требало да забележиме унедела победа против Бахрейн и во понеделник да излеземе со сите сили, значи таа ни е прва шанса да пробаме со Хрватска да направиме победа. Во случај ако победиме, значи ние сме више пласирани во вториот круг. Без разлика, добро, може во склоп на околности да се прави и група. Во случај Но голем исчекор напред би било доколку славиме. Исланд би бил голем исчекор. Значи треба да Бахрейн да го победиме, да влеземе со сите сили со Хрватска, да пробаме да што може да се направи и по мене јас да сум на место на Раул би рискирал со Шпанија, би им дал шанса на условно кажано на тие младите, без разлика каков и да е резултатот, за во случај да изгубиме со Хрватска, да се зачуваат тие ударните играчи со Шпанија, па со Исланд последниот надпревар да се влези на бити или не бити. Тоа е некое моје гледање. Ако ми дозволиш само околу на 5-то место во Србија и како најголем успех, јас би сакал да кажам дека Македонија и на Европското првенство во Данска имаше меч против Исланд, доколку го добиевме, а го загубивме несрекно, исто и ќе го повторевме тоа 5-то место. Во Хрватска, ако се сеќавате против Германија, еден од нашите играчи промаши зицер за да пренесиме 4 бодови, така да секогаш сме биле топка до повторување до повторување на тој голем резултат. Затоа викам дека треба да се гордееме на ракометарите. Што се однесува до групата, мислам дека имаме исклучителен распоред. Мислам дека Бахрейн во недела одморени, исто како почеток на првенство, треба да го добиеме, што не значи дека сигурно ќе го добиеме. Надпреварот со Хрватска се сложувам со Ацо дека ќе биде првата меч топка, гледајќи го денес надпреварот Исланд-Хрватска, видовте дека Лино земаше на 30 секунди тајмаут до крајот. Не мислам и не се сложувам со нашите коментатори кои кажаа дека тоа е театрална одлука на Лино, него токму за тоа што може да се створи некоја мини табела меѓу Хрватска, Македонија и Исланд. Лино е искусен лисец и знае што и како одиграла денес Македонија, така да се сложувам исто дека со Шпанија не треба да ги потрошиме сите адути, не треба да не пробаме да добиеме, но ако надпреварот тргни во непосакувана насока, треба да се одморат ударните игли и да се оде на надпревар со Исланд на серии ништо. Мислам дека традиционално ние и против Хрватска и против Исланд имаме негативен скор, меѓутоа нема да биде трагедија доколку не се успее. Меѓутоа, она што го видов денес ми дава за право да се надевам и да сум убеден дека Македонија ќе биде учесник во вториот круг. Завршуваме со делот за Македонија. Во завршните минути фаворити за освојување на титулата на ова светско првенство, ако ја иземеме Франција и Германија? Па добро, Шпанија по мене, Шпанија и Данска. Тоа се 4 репрезентации кои би можеле да играат и полуфинале. Па Волушевски. Па добро, кога ќе се погледне костурот на светското првенство, мислам дека во групата С и Д се Данска и Норвешка, ако не се лажам, во Д групата е Шведска, значи мора да имаме во предвид дека две скандинавски ќе имаме во
од едната страна, доколку не се случат некои чудо. нели непредвидени резултати, од другата страна на костурот Германија, Франција и Шпанија, тука треба тие три репрезентации да се бара полуфиналистот. 4 репрезентации, јас кажав пред првенството дека 5 фаворити за првите 5 места се нели по мене Германија или Франција, Шпанија од оваа група и ваму Данска, Норвешка и Шведска, нели тоа се репрезентации кои што доколку не се десат некои преголеми изненадувања на ова светско првенство, не би се пласирале во полуфиналето. Светски првак, тоа се мечеви во полуфиналето кои што ќе одлучува една топка, која репрезентација ќе има расположени поединци, која репрезентација ќе биде во најдобра форма на крајот на првенството и ќе остане со истиот ростер како што започнало првенството, така да домаќини се данците и германците и им давам мала предност затоа што првенството се игра кај нив. Да не забравиме дека имаме и судиска двојка на светското првенство покрај македонската репрезентација, секако уште двајца представници во овие најдобри од нашата земја на овој мундијал. Тука некаде и завршува предвидениот дел за ракометот и за учеството на Македонија на ова светско првенство. Остануваме отворени секако до крајот на мундијалот и потоа да проанализираме за оно што се случуваше во Германија и во Данска. Ви благодарам за одвоеното време и ве поканувам повторно да бидете дел од Спорт 1. Ви благодариме за поканата. Благодариме. А тука, почитувани, продолжуваме со останатите актуелни теми поврзани со оваа работна седмица. Одбојкарите успеа за прв пат во историјата на нашата земја да изборат пласман на едно големо надпреварување. Тоа е Европското одбојкарско првенство во машка конкуренција закажано за септември, ќе се игра во 4 земји. Имавме можност да го проследиме овој надпревар во СРЦ Кале, кој ќе остане запишан во аналите на одбојкарската историја од Република Македонија. Разговаравме со дел од хероите кои го изборија овој пласман и овој резултати. Предлагам да ги слушнеме и дел од нивните реакции, непосредно велам по завршувањето на мечот против Унгарија. Најсреќен ден во мојот живот, најсреќен ден на овие момци. Ова со ништо не се рамни, сум добивал признања, сме добивале признања, сме освајале сребрени медали. Индивидуални, ама ова е најсреќен ден, ова е нешто ново, ова е историско, ова е сон за сите нас, ова е големо по сите маки, по сите припети кои што ги имавме. Јас сум горд на овие момци, горд на цела Македонија, горд на федерацијата. Издржавме и покажавме дека сме прави спартанци, се издигнавме и еве на Европско првенство. Реално беше дека Латвија треба да победи и Шведска треба да победи. Сега реално ако правиме муабет, тоа е реално. Ама се ако имаше некои задкулисни игри, меѓутоа немаше, нема да зборуваме за тоа. Фала им што победија. Меѓутоа, гледате, ова екипа, например против Хрватска беше меч што моравме да го победиме, не го победивме. 2-0, 3-2. Многу утакмици ово лето имавме по 14-11, 2-0, 18-15, 2-1 против Украина, некни во Украина 19-16, петиот сет 22-20, многу шанси пропуштивме, ама тоа е од не искуство, него едноставно се уплашивме. Видовте третиот сет, 11-4, оде Европско првенство, честитки, на крај се стисна. Меѓутоа, среќно, така да, тоа ни требаше, тој скок ни требаше, тоа злато во Европска лига ни требаше, тоа Европско првенство ни требаше, сега ќе бидеме многу послободни, сега ќе бидеме многу поослободени. Ова е сон кој го сонувам од дете. Сите ние го сонуваме овој сон, затоа работиме напорно. Имавме проблеми стално, но сите заедно, на сите момци, сите кои не подржува, сите заедно успеавме и тоа е еден од најсреќните денови во мојот живот. Тешко ли беше денеска до 3-0? Тешко беше, малку бевме скептични дали Латвија ќе ни заврши работа, бидејќи се најдовме во оваа ситуација, не можевме да ја добиеме Украина таму. Но кога дознавме дека Латвија заврши работа, веќе полетавме и мислам дека не можеше никој да настапи. Има ли лимит оваа репрезентација? Што не Европа? Не знам, тоа беше сонот, сега идеме на друго, веќе сме на друго рамниште и идеме секоја скала по скала. Да кажам нешто, сега ќе кажам. Гледавте, добро, фала на публика што дојде. Што дојде публика, што направиме све. Посакуваната завршница, извинете малце, така збунен. Тешко луѓе, верујте ми. И отидовме на Европско. Фала ви за поддршка. Како? Гледај. Издржавме мушките. Од почеток не интересира другите резултати, отидовме, дојдовме
кажаме дека време посакуваме да одиме на Европско првенство и отидовме. Продолжуваме почитувани со Спорт 1 во ова најново издание. По завршувањето на делот наменет за ракометот, одиме со една тема која што веќе е популарна откако стартуваше најновото издание на Дакар. Дакар 2019 може да го следите на програмата на 1 ТВ секојдневно по вечерните вести, а во студиото заедно со мене е Горан Цветанов, раководител во Олимпико. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам што изразивте можност да бидете дел од оваа наша спортска емисија. Ќе стартуваме малку невообичаено со овој разговор. Снегот го затрупа Скопје за момент, па многу од луѓето имаа проблеми да се движат со своите автомобили. Познавате многу добро, запознаен сте многу добро со проблематиката кај пневматиците и би ве запрашал каков интересот кај луѓето за набавување на зимски гуми. Да, зголемен е, значи, интересот во моментов од кога падна снегот во Скопје. Иако законската регулатива за промена на зимските гуми стартуваше од 15 ноември, сепак снегот во јануари успеа да ги победи оние што до крај чека да видат дали ќе можат да издржат зимата без зимски пневматици, но верувате не е можно да се движите и да функционирате во вакви услови, така да фреквенцијата се зголеми. Има одзив за промена на нови гуми или зимски гуми со летни. 14 шампиони на Дакар од 1999 па до 2018 победија со Биев Гудрич на своите тркала и ова е потврда за квалитетно и предизвик како кај нас е ова прифатено. Олимпико, значи, како единствен увозник, дистрибутер и сервисер на брендот Биев Гудрич, веќе деценија и пол успеа максимално да го приближи брендот. Има одзив, гумата, производот си ги оправдава сите своји перформанси, што од цена, што од квалитет. Има одзив. Во Македонија има одзив. Бројките си го кажуваат тоа. Оваа марка на што се мести најчесто? Биев Гудрич марката е присутна во секој сегмент. Значи, присутна е и во сегментот ке лесните возила, ке колите, присутна е во комерцијалниот дел, ке комбињата, и присутна е во СУВ возилата, джиповите, офроуд фановите. Во делот за колите котира доста добро до премиум брендовите, позиционирана е до премиум брендовите, исто така и комерцијалните возила, а и сами рековте за сегментот офроуд и СУВ возилата, 14 шампионски титули, значи број 1 се, број 1. Биев Гудрич, да. Говора доволно. На Дакар има промени во однос на правилата. Веќе не можат да користат неограничен број на пневматици возачите во сите категории и веќе се соочуваат со првите проблеми во ова надпреварувачка година. Петата етапа е во тек. Колку им е тешко вистински да одберат на кој начин, како да ги заштитат своите гуми, затоа што на различен терен за време на една етапа минуваат со своите возила, би рекол. На жал, јас не сум присуствувал во живо на надпреварите на Дакар, иако би сакал, но оно што го имам прочитано и што Биев Гудрич го има напишано за нив е дека нивните производи се тестирани, значи, во специјални лабораториски услови, наменети се да ги истрпат сите оние непријатности што може да се десат на теренот, бидејќи, како што сами кажавте, тоа е сепак надпреварување и не може он да си дозволи константно да менува, плюс и оваа забрана сега што е воведена. До сегашното потврдува дека гумите се окей, значи самите 14 титули. Сега стартуваат со нови два производа кои што се само за трката. Тоа е All Terrain KDR2 и Mad Terrain KM3. Mad Terrain KM3 ја промовира лани, негдека 2018 година на средината, а досегашните, значи, гуми кои што присуствува и со кои се освоија шампионските титули, ги има ке нас во салонот во Олимпико, значи може, тоа го знаат доста голем број фанови што употребуваат офроуд, авантури. И што гледаат Дакар. И што гледаат Дакар.
пред крајот само едно прашање околу правилата за да ги зачуваме нашите пневматици, доколку се возат летни и зимски. Тоа гледачите верувам дека најдобро го знаат. Треба нешто посебно да правиме на гумите, што треба да направиме за да ги сочуваме за новата сезона? Вака, јас имам два совета. Како увод прво би кажал дека зимата за пневматиците не почнува кога ќе падне, за зимските пневматици не почнува кога ќе паде снегот. Зимата за пневматиците почнува на температура од 7 и под 7 степени. До 7 степени се возат летните пневматици, под 7 степени се возат зимските пневматици. Магацинското складирање, значи складирањето на пневматиците, првиот совет е да биде во проветрена, не влажна и не изложена на сонце просторија и правилно да бидат подредени. Доколку не е тоа возможно, ние како компанија Олимпико нудиме наш магацински простор каде што по сите стандарди можеме да ги складираме гумите на нашите корисници. Гледаш Дакар на еден ТВ? Гледам. Ти благодарам за одвоеното време, се надевам дека разјаснивме дел од оние работи кои што се непознати за пошироката јавност, поврзана секако со пневматиците. Остануваме секако насочени позитивно кон останатите надпреварувачки етапи во Дакар и останете со нашата програма и следете. Благодарам. И се враќаме во живо од студиото на 1 ТВ, Спорт 1, петок, завршен дел од нашата најнова емисија, следува наградната игра. Знаете, 5 прашања, 5 точни одговори и 5 награди од нашите пријатели. Ќе потсетам само на почетокот дека правилата за наградната игра во Спорт 1 може да ги прочитате на 1tv.mk. Одиме и веќе со првиот гледач, мислам дека го имаме на линија. Здраво, добро вечер. Добро вечер. Колку ви се допадна она што денеска го одбравме како тема во ова издание на Спорт 1? Супер, одлично, актуелно и уште еднаш да ги потврдиме сите нешта кои што веќе ги видовме, некои новости. Одлично. Ти благодарам. Бираш од 1 до 5? Ајде, нека биде 3. Нека биде 3. Одиме со третото прашање, кое гласи: која селекција загуби во СРЦ Кале од македонската одбојкарска репрезентација во средата? Имаме 3 можни одговори, а тоа се Унгарија, Шведска или Естонија. Од кого победи односно Македонија во СРЦ Кале? Унгарија, мислам. Унгарија е точниот одговор. Така да. Се надевам дека ги следеше добро одбојкарите во овој евроквалификацијски циклус. Да, мило ми е што имаат успеси. Ви благодарам за јавувањето. Вие добивате фотелја фудбал на дување од Атлантик Комерц со продавница на Битпазар и ново отворена во Скопјенка. Тоа беше првото прашање и првата доделена награда во рамките на оваа наградна игра на Спорт 1. Ќе потсетам дека наградите може да ги подигнете од понеделник до петок од 10 до 16 часот во просториите на 1 ТВ, доколку успеете да не добиете и да го погодите точниот одговор на нашите веќе подготвени прашања. Првата награда доделивме. Дали имаме следен гледач? Добро вечер. Имате простор да бидете помеѓу 1, 2, 4 или 5. 5. Уште еднаш? Под 5. Добро, одиме со петото прашање во денешната наградна игра. Поврзано е со нешто што е актуелно на нашата програма. Каде се вози овогодинешното издание на релито Дакар? Во Боливија, во Перу или во Еквадор? Ми се чини дека го изгубивме гледачот. Нека се обиде повторно да не контактира и да не добие. Во сега случај одиме со следниот гледач. Ало, дали се слушаме? Ало, се слушаме. Бирате 1, 2, 4 или 5? 2. 2. Одиме со второто прашање. Поврзано е со првата тема од денешната емисија, против кого ќе игра македонската ракометна репрезентација во последното коло од групата Б на светското првенство во ракомет во Германија и Данска. Ќе игра против Шпанија, против Бахрейн или против селекцијата на Исланд? Исланд. Против селекцијата на Исланд. Тоа е точниот одговор. Вие добивате куфер од Атлантик Комерц. Ви благодарам за јавувањето. Наградата може да си ја подигнете од понеделник до петок од 10 до 16 часот во просториите на 1 ТВ. Дали имаме следен гледач? Ало. Добро вечер. Во програма сте. Добро вечер.
Остануваат 1, 4 или 5. Ајде 1. Одиме со првото прашање. Воведно и исто така поврзано со првата тема. Кој му е помошник на селекторот на Македонија Раул Гонзалес? Дали помошник му е Роберто Парондо, Девис Дейвис или Андон Бошковски? Кој му помага на нашиот селектор околу тактиката на овој мундијал? Парондо, Девид Дейвис или Андон Бошковски? Ова беше очигледно не го знам точниот одговор на прашањето. Одиме со следниот гледач доколку го имаме, доколку не, ќе потсетам сите правила поврзани со наградната игра во Спорт 1, може да ги прочитате на нашиот интернет сајт 1tv.mk, таму да се информирате за она што дополнително ви интересира. А веќе го имаме и следниот гледач. Ало? Ало. Добро вечер. Добро вечер. Остана неодговорени 1, 4 или 5? 1. 1. Кој му е помошник на нашиот селектор на машката ракометна репрезентација Раул Гонзалес? Дали му помага Роберто Парондо, дали Девис Дейвис или Андон Бошковски? Парондо. Парондо е одговорот кој што го баравме, а за точниот одговор добивате Профит протеински шејк без ГМО и глутен со додадени витамини, минерали и колаген. Ви благодарам за јавувањето и за точниот одговор. Се надевам дека ќе бидат многу посреќни нашите следни гледачи кога станува збор за ракометот, ќе го следат малце повеќе и нашиот блог спорт во рамките на нашиот дневник, а и секако сите оние останати информации кои што ги носи целодневното информирање на фреквенцијата на 1 ТВ. Дали го имаме следниот гледач? Ало, дали се слушаме? Да. Остануваат 4 или 5? 5. 5. Веќе го видовте и прашањето, доколку не следевте, ќе потсетам уште еднаш. Под 5 е каде се вози овогодинешното издание на релито Дакар, во Боливија, во Перу или во Еквадор? Перу. Во Перу. Секојдневно подсетуваме, секојдневно повторуваме, а вие тоа го знаете и добивате Профит протеински шејк без ГМО и глутен со додадени витамини и минерали. Ви благодарам за јавувањето, оставете ги вашите податоци во режија. Подсетувам повеќе за правилата за наградната игра во Спорт 1 на нашиот портал 1tv.mk, а наградите може да ги подигнете во просториите на 1 ТВ од понеделник до петок од 10 до 16 часот и останува неодговорено уште едно прашање во денешната наградна игра. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. За вас остана бројот 4. Избор немам, значи. Европското одбојкарско првенство во септември оваа година ќе се одржи во колку држави? Во 4, во 5 или во 2? Во 4. Во 4 е точниот одговор, таму ќе учествува и македонската одбојкарска репрезентација со првиот историски настап, а добивате фотелја со табуретка на дување од Атлантик Комерц, со продавница на Битпазар и ново отворена во Скопјанка. Оставете ги вашите податоци во режија и ќе ви исконтактираме веќе од понеделник за да може да дојдете и да ја подигнете вашата награда. Со наградната игра, веќе знаете, вообичаено го завршуваме и ова најново издание на Спорт 1 на 1 ТВ. Се надевам дека успеавме да го задржиме не само вашето внимание, туку и вашата љубопитност и да не следите од почетокот до крајот на фреквенцијата на 1 ТВ. Ви закажувам нова средба веќе следниот петок. До тогаш гледате Рели Дакар на 1 ТВ и секако бодрете македонската машка ракометна репрезентација со надпреварите на светското првенство во Германија и во Данска. Од мене, пријатно.